Петар Приличко ми е кум. Анче ме венчало. Политичарите се плашат кога ги критикувате. Они сакат да бидат богови. Едно 20-30 години, вака па после ќе види. Зашко Куцев и уба? Не. Последните 15 години имам привилегија да ги интервјуирам некои од најинтересните и најдокажани луѓе од Македонија и регионот. Учев многу од овие разговори. И добивав инспирација за сопствениот професионален пат. Со мојата работа надворот еден на еден и со многуте лични и бизнис релации и пријателства низ годините. Оваа сезона се радувам што ќе одам уште подлабоко во личноста на моите гости. Сакам да дознам што ги вади од такт, што ги води низ животот и што научиле низ него. Ова е Еден на еден. Добре дојдовте во сезона 15. Добре дојдовте во нова епизода. Благодарам публико. Кој бил до сега на снимање? Оп. Инако и гостин открива рака, а нормално дека и гостин открива рака. А ако сакаш вака понатака само малку. Оп, ете го гостинот. Ај се скри се. Ете така. Гостинот кој што е баш таму кај оваа камера е легенда на македонското глумиште кој ми е особена чест секогаш кога доаѓа во Еден на еден. Не му е прв пат бидејќи е голем пријател на шоуто. Буквално со него пораснав, имам и со него и со неговиот брат играно, имам особена привилегија да имам играно со нив двајца, пак ќе речем, легенди на македонското глумиште. Доаѓа во овој нов формат на емисијата со причина, бидејќи сметавме од екипата дека апсолутно е еден од оние кои што заслужува да се појави во ваков формат, каде што даваме малку поголем простор на нашите гости и како што знаете, снимаме едно големо интервју кое го делиме на два дела. Првото го гледаме во првата сезона, односно првиот дел од сезоната, вториот дел во вториот дел на сезоната. Или како му доаѓа таму есен, зима едниот, пролет, лето другиот дел. Но заедно тие два дела прават едно големо интервју од час и половина, кој што сега ќе имам привилегија да ги поминам со едниот единствен Благоја Чорески. Благоја Чорески. Зошто така? Да не измолка. Греота. Греота е да измолка. Пазе чистено. Повели Чоре, повели седни си тука, гледаш ете малку поразлично. Ти си земам за дома едно од ови. Ти се допаѓа, а? Па види, да си дремнеш супер. А ти сега пензионер, убаво ќе ти легне? Да. Така? Да, одлично. Обично пензионери имаат клацкалици и кого што Не можам јас тоа, се ми иде да летнам, од кој ќе се вратиш. Ќе се залеташ? Да, па сум патувал со авиони многу. Ние немавме како сега овие млаздите, додека полетат. Да не си летал со Конкорд случајно, некогаш? Не, со Конкорд, Не си летал со тоа? Вика, тоа било многу добро со искуство. Антонов, со тие... Бучните. О, Кажи им за времето кога се пушеше цигари во авиони. Ти си екс-пушач, поранешен пушач. Сум, ама не го фатив јас тоа време. Јас сум сепак млад. Вие сте поставил 7, јас имам 7 и 6, 13, ви имате 15. Убаво ти е како пензионер, како си се чувствуваш? Па види, мене ми е воопшто убаво. Јас сум скоро 50 години со мојата сопруга и апсолутно ми е многу убаво, затоа што многу работи должиш на семејството. Скоро се должиш на семејството. Така да, се ова што сум го постигнал и ова што доаѓам кај тебе сега, е дел од тоа цело што се вика семејство. Да, тоа е многу важно. Јас Чоре ќе продолжам сега на вие, иако знам дека не сакаш така. Јас ќе се да видам кој е позади. Да. Сакам малку за тоа да пробуваме. Семејството како основа на се. Тоа е многу интересно како и филозофија и како начин на живење и начин на однесување кон работи. Ајде, што прво ви доаѓа на памет кога зборуваме за тоа? Семејството како јадро, како... Па, се додека немаш семејство, си некако, нели, лејка малку, те маму, те таму, ама кога ќе имаш семејство, имаш поинаква одговорност, посебно кога ќе имаш педагог, нели, за сопруга, тогаш малку е поинаку.
Јас сум и бил третото дете, така кажа во едно интервју. 2 деца има, синот и ќерка ми и јас, како да. Но семејството е тоа кое што е, да кажам, кое што те смирува. Фактички мојата сопруга ми дозволи да бидам ово што сум сега. А има ли уште поголемо значење семејството кога мажот е актер? Актер не е најтипична професија. Изискува многу и жртви и време надвор од дома. Тоа е што мојата сопруга Магдалена ми овозможи да бидам не можда 100%, ама 99% во работата. И низ годините сте забележале момент каде што други луѓе хипотетички не го достигнуваат потенцијалот или барем не стигаат до 90% бидејќи немаат, да речеме така, средени домашни односи, можеби со сопруга, можеби воопшто не ни стапиле во брак или слично, и да си речете фала Богу што ете ја имам покрај мене таква како што е и сум можел да стигнам до тие 90%. Не сум размислила за ова, ама ќе седнам ќе размисла. Навистина не сум размислила. Мојата сопруга е, ајде да не кажам многу тежок збор, ама она беше и ќе остане веројатно жртва. Ше едно 20-30 години, вака па после ќе видиме. Нека. 76 години, да си жив и здрав Благодарам. да сте живи и здрави и уште многу години во пензија да си имате, но активен пензионер е тоа. Вие имате една нова представа, која што ете ретко кој може да се пофали дека на 76 вади премиери каде што игра главни улоги и така натаму, но ете на целата таа исклучително богата биографија ќе се додаде таму дека постои представата Среќен мртовец, ова е од постерот. Го познавам човек. Тој. Сега што е представа Среќен мртовец и каква улога имаат овие листови кои што ги фрла човеков? Па, тоа е насобрани се тие, затоа што тој му стигнува многу интересна. Јас би ве поканил да дојдете на представа која ќе играме во Скопје. Кратко. Живко Младеновски, тој што го играм јас, си седи дома со семејството, македонско семејство, не ситуирано кузне колку, не толку колку што има, важно ќе опомине месецот, и наеднаш звонче на вратата и вика на ќерка му Ивана, се вика, ќерка му Ивана, оди Ивана отвора, вика, писмо, и писмото, од писмото го отвара, жена му и чита, вика, ти си мртов. Како е мртов? Не сум мртов. Живко е мртов? Да, Живко е мртов. И од тука почнува целата негова голгота. Јас се накратко ги кратам сцените, за да може да го кажам. Ако го викнеш писателот тука, ќе ви го каже тоа. Тргнува низ сите тие шалтери. На крајот, нормално, Живко Младеновски е веќе 3 години починат, после 3 години му стигнува ново писмо во кое што вика дека, вика, исправена е грешката, Живко Младеновски е жив. Накратко. Значи, веројатно, листови од постерот асоцираат на таа папирологија и сите тие. Но па сега тука не можеме да изиграме и да глумиме чекањето и ќе треба да трае кадарот 2-3 дена, месец дена, колку е 2 години за лична карта нели чека за да те сликаат. Да. А како тоа сите испаѓаме многу во, како викаше Коцев, на сите слики. Не, човек нема еден што испаднат. Сашко Коцев и убав. Не. Не. Тука, не. Сашко Коцев е убав. Жанровски во што би ја сместиле представа? Или е повеќе работи? Трагикомедија, мислам, да. А се е смешно, ама и на крајот малку те стега. Тие се најубави за гледање за публиката? Па не, бидејќи имаат и од тоа и од тоа. Актерски се многу добри да ги играш. Да? Затоа што предизвикувачки? Па се, многу се, да. Ние средбата можда Маријан е постар од мене и повеќе се сеќава веројатно. Беше многу случајна средба. Авторот, да, на представата на текстот. На Среќен мртовец.
Тој е автор на повеќе. Ние малку се знаеме и од Хихирико, он е афористичар. Пишува многу убаво и ми падна под рака неговите текстови и јас реков, ајде го работиме Среќен мртвец, затоа што е денес, сега во овој момент се случува се она на многу Живко Младеновски, кој што ги има во Македонија. Така, бидејќи спомнавте, убаво е да го имаме авторот, ние со големи напори успеавме во меѓувреме, од како кажавте, да го обезбедиме. О, супер, и добро. Да го донесеме во публиката. Ова е Маријан Ангеловски. Види се. Млад човек со брада не може да го препозна. Млад, убав. Да, не може да го препозна. Добро, не сум као Чоре, млад, али тука. Морам исто да пофалам и да кажам за фановите на еден познат лик, бидејќи исто наш соработник. Да. Маријан повеќе години, така што си се собравме друштво тука, пријатели. Маријан, ајде од твое видување. Прво, сега Чоре многу на кратко тоа го спомна, ми падна текстот под рака. Како точно така паѓа текст под рака? Па, така му падна од небо. Не, шала на страна, па Чоре ми пиша, ние практично се видовме, ја за тој текст добивме на награда на Евродрама, на европско ниво, имав објавено на Facebook. За награда ви гледам у коментар доле Чоре, Благој Чорески ми пишува и текстов ако може да ми го пратиш, ајде викам. Да видам што толку добро. Да. И му го пратив текстот на Чоре, ми сконтактира, се видовме и уште првата средба се сеќавам со Чоре имавме иста визија за текстот, сакавме да направиме представа која што ќе биде можеби поразлична од другите и мислам дека на некој начин успеавме да го постигнеме тоа. Е додатен предизвик што такво име како Чоре е улога во представата, се нафаќа што се вели и на сопствена иницијатива, знаеш, за тебе како автор. Бидејќи знам дека во режијата нема еден режисер, него учествувате сите што сте во представата малтене како заедничка режија, ама еве како автор, ти особена гордо знаеш дека ете во CV-то што се вика ќе стои дека Благој Чорески ја играл улогата? Да, секако сум горд што Чоре ја има улогата на Живко и мислам дека одлично му легна таа улога. И самото присуство на Чоре во театарот Пишани, ние сме независна продукција, алтернативен театар, значи ни помогна да постигнеме еден поголем квалитет, значи го дигна малце квалитетот на самиот начин на работа, така да мислам дека направивме успешно. Каде и кога може да се гледа или каде барем да следат гледачите, на која страна, за да знаат да се информираат кога се следни представи? Да, па во проектот имаме идеја да изиграме сегде во сите градови. Во Македонија ќе има и во Скопје, скоро изведба, нека не следат на алтернативен театар од Пишани, на страната на Facebook и на Instagram, ќе објавиме кога ќе се игра. Алтернативен театар од Пишани. Да. Маријан, фала ти. Фала Жаре, фала Жаре. Не, Маријан е малку скромен. Јас мислам дека подложката, текстот мене ме испровоцира многу повеќе отколку било што. Така е во мојот занает. Ако имаш подлога добра, здрава, цврста, ќе можеш да газиш по нејзе. Ако немаш... Дава сигурност. О, многу. Па добро. Башка таа група е многу па види, јас потекнувам од театарско семејство. Не е спорно, но јас пред да станам ова што сум, јас сум бил исто аматер, сум играл по разни културно-уметнички друштва. Како функционира тие? Значи тие се надвор од овие театри што ги знаеме, Абсолютно, така? да, Значи да. си има нели МНТ, си има драмски, си има театар комедија и тоа си се професионални актери таму вработени. Но си постојат и вакви дружини, како што и на времето, порано кога немало театри, имал Петре Прличко, ово и така. Да, биде така се е. вика, Боемиум се викал театарот. Татко ми кај што играл во... Иначе Петар Прличко ми е кум. Така, Анче ме венчала. така, керката. Да, Џамбазов ми се кумови на венчавање. Мислам дека тие без нив мислам дека нема да има и повисоки професионални дострели. Затоа што
тој ентузијазам, таа желба, таа љубов, таа верба во тоа што го правите, е само својствена на се уште не влезени во води, нели, професионални, да заврши факултет, академија и така натака. Него тој си останува, малку ми е чуден зборот аматер, ама, еве да кажам, почетник во таа, непрофесионалец. Поривите се други. Не, многу се чисти. Така? Многу се. И секојаш јас препорачувам на сите, многу верба. Немате ли верба во тоа што го правите, тешко дека ќе одите погоре. Убаво. Кога се прави Хихирику како програма? Од кај доаѓа Никулецот на Карадаг. едно од Карадаг? Ама Карадаг. на кој начин? Како доаѓа до спојката на тие луѓе во тоа место да се соберат? Веројатно и од таа слобода која што имаше тогашната Југославија. Јас во Хихирику сум 35 години, тука некаде. Аха. Но ги паметам и Чичко Тодорче и Прличко, ги паметам Шишман Ангеловски сум играл со нив, со Таска Балабанова сум играл, со Божо Софрониевски, со Ценче Трпкова, со многу од нив. А ние останавме 35 години јас, Мешко беше можда малку, година-две пред мене, ама тоа Карадаг ги бираше. Карадаг, веројатно според тоа што го пишуваше како текстови, како афоризми, како сатира, гледаше поединечно во актерите, карактерно да ги спои. Иван Карадаг, значи, ве спои. Тоа беше култна емисија на радио, која одеше недела негде 12 на план. 11. 11 часот нема никој на улици, во 11 часот се пушта радиото. Потоа спорт, музика, спорт, трга да слушаме прва лига. Да. Мои многу живи сеќавања од детството ми се тоа, бидејќи тогаш тука негде пред Хихирику или нешто имаше радиодрама. Секојаш имаше радиодрама. Радиодрама и кога имаше. стигнав да имам улоги во детско драмско студио во тие радиодрами, бидејќи кога требаше дете да се игра, нели од детско драмско студио земавте. И тоа за мене беше мега достигнување. Седиш со баба и дедо и она што си го слушал, нели, со години, да речеме, нели, предходно, овој пат и твојот глас допира од звучникот. Сега нема текстови, не се пишува, ама нема ни таква. Па да, па нема ни детско драмско студио веќе ако од таму потекнуваат Коле, Дади, ако ги се враќаме назад еден куп. У телевизија македонска телевизија снимав на театарче Лево Ќоше текстови на Иван Карадаг и таа група од Хихирику и ова што беа и од тоа у драмски театар што сме работеле, правевме скечеви, многу идеати, многу. И за 8 март сите глумци се облекуваат у женско. А Ѓокица, како е, вака го има, иако не е многу висок, и сега седнат на, имаше бели хулахопки и кратка сукња, а Ѓоко бутоите му се колку што сум ја широко вдека. И вака вика, леле мајко, знаеш дека има нешто, еве сега пипам, и сега добро. Пројде тоа, а стално го закачаа нешто Ѓоко, го шучка. И Ѓоко седна у студиото имаше клавир и седна на клавирот. Вика сега, не може да ме закачат. Чоре не го мрзало, пошто се правеше таму тој кромаки систем, плава завеса на риквант, и Чоре зад тој риквандот по земја лазејќи, а јас снимам 4 камери, него мислам на риквандот идат нешто сценографија. Чоре го свртил целото студио и под клавирот се бута и сега ја како снимам,
стигам нешто прават и одеднаш еден крик се слуша, Ѓокица вика, Чоро доздола го фату. И улетуе у кадаров Ѓокица вака биу. Абе, ќе умревне од смеење. Чоре, такви глупости правиш. Ајде да им представиме на гледачите, на оние помлади што не се сеќават на тоа. Ова што го спомнавте, живо пиле нема на улица. Тоа значи дека сите се вклучени на радио и слушаат Хихирику еден час скечеви се тоа можеме да кажеме, серија на скечеви кои што коментираат општи работи, дневно политички работи. Да. И за личности, и за... Да, има и сарказам, има и иронија, има и... Се сеќавате на некој пик на таа популарност на Хихирику, пример, што се случува? Луѓе го слушаат скечот, утре дента сите го коментираат, пример? Да, имаше тоа, јас можам да кажам сега, Хихирику го нема долго време. Во суштина Хихирику ни е забрането, прво од ВМРО ДПМН и после од СДСМ. Хихирику го нема 10 плюс години, не така? Да, така е. Отприлика. Прво се вадеа ВМРО дека немале пари да... Ние имавме мизерни хонорари за тоа. Дојде СДСМ на власт, Ептен па не заборави, и така да. Они се плашат, политичарите се плашат кога ги критикувате. Они сакаат да бидат богови, мали богови со ореоли, не сакаат некој да им каже дека грешат. Толку допиравте во нешто што не сме да се допре? Апсолутно. Да, видете, можеме пример да извадиме. Мене ми представува сатисфакција огромна, која ќе отидам некаде и која ќе дојде во било кој град, кај нас или во Скопје, ќе те сретне. Јас сум растен со вас. Која ќе ти кажат со Хихирику. Тоа како да ви кажам, лепдам малку, не се гледа тоа, ама јас го чувствувам дека сум некаде горе. Ми представува голема сатисфакција дека се по гласот не препознаваат. Тоа значи дека сте оставиле длабоки траги кај гледачите, кај слушателите. Добро, кога почна да се вадат муабети дека можеби ќе престане, односно можеби ќе му прекинат буџет и така натаму. Имаше некои обиди тоа да се седне да се разговара или како? Да, имаше еден состанок и тој состанок беше провизорум, да речем така, направен. Колку протоколарно колку, да, протоколарно, да ве колку да се каже, да и после тоа заврши. Ајде да одвоиме. Јас мислам, се извинувам, мислам дека Карадак малку и почина и од болка. Тоа. Добро, тоа е негов животно дело. Ние сме биле 3 пати најдобри во Југославија со Хихирику. Значи и Весело вече со Мија, со Чкаља, сме ги победувале на фестивали. И тоа пак ќе кажам, односно да повториме, би сакал е строго од љубов. Значи тука немало хонорари, не знам какви, па сега вие тоа да сте го правеле. Тоа било елан, љубов, мерак. На прв поглед. Да. Карадак ти го дава текстот, паѓаш во несвес и почнуваш да видиш. Секоја чест. Ајде да, бидејќи тука што е најинтересно, снимаш скоро две нивоа, скоро под Вардар си. Во студиото, старото студио долу. Така да, ние си имавме свој оркестар на Чалги, ни беше наш оркестар. Немаше ништо, све снимавме во живо. Голем дел песни, исто тоа беше еден од ретките, можеби прв пат во хумор да се користи таков тип музика. Прво сега за масовен медиум, инаку вие го правите тоа на театар, фала Богу, уште од претходно. Да. Чекам да ми каже, ништо не ми каже. И викам, јас заглавив дупло. За некој работи му завидувам, викам, како го прави ова? Дома кај мене не сме никој да писне. Во целата брзина на живењето мора да најдете моменти за опуштање и релаксација. Што и да правите, без разлика колку и да сте зафатени, најдете си малку мир и релакс. Ние сме одличен пар, кога спортуваме заедно и кога за миг ќе прекине играта. Кога освојуваме нови хоризонти
и се соочуваме со предизвици. Кога се радуваме на животот, без оглед на околностите. Кога патуваме и се случуваат непредвидени моменти. Кога уживаме во танцот, дури и при погрешен чекор. Кога болката ќе настапи, Блокмакс Дуо е тука за нас. Блокмакс Дуо – ефикасен при главоболка, забоболка, мигренозна болка, болка во грбот, ревматска и мускулна болка, болка при помали артритични состојби, ублажување на симптомите на настинка и грип. Двојно дејство до целта. Со Блокмакс Дуо од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, обратете се кај вашиот лекар или фармацевт. Ти знаеш што е добро за тебе и затоа одлучи. Од понеделник ќе стануваш порано. Да, како не, но има една добра работа што можеш лесно да ја правиш секој ден. Баланс, секој ден потребен. Одберете го својот пакет и осигурете го домот. Триглав осигурување. Со секој чекор што го правиме, ги изложуваме на светот и им помагаме да изградат издржливост. Од таа причина, инспирирани од 50 години истражување на мајчиното млеко, Аптамил Про Нутра 3 содржи витамини С и Д за поддршка на имунолошкиот систем на вашето бебе и нутри влакна. Аптамил Про Нутра млеко за мало дете. Ваш живот, наша наука. Голден Арт наградна игра. Купи дом, освој стан. Од 24 јуни со купување на недвижност од Голден Арт си обезбедуваш учество во среќната лотарија за нов стан во прекрасниот Каредо комплекс во општина Карпош. Уникатната можност трае до 23 јуни следната година. Промени го животот на многу подобро. Купи дом, освој стан. 18 години Голден Арт. Дозволи да те понесе. Златен даб. Новогодишна промоција во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на сите филери. Обликувајте ги усните, коригирайте го носот, пополнете ги волкниците и избришете ги подочниците. Освежете го лицето, вратот и рацете по празнични цени. Искористете го периодот пред празниците и направете третман кој ќе ви го врати свежиот и младешки изглед на здрава, затегната и еластична кожа. Јас својим морем пловим, путуjem, све мање тугуjem, све више лудуjem. Ти знаеш што е добро за тебе и затоа одлучи од понеделник ќе вежбаш секое утро. Да, како не, но има една добра работа што можеш лесно да ја правиш секој ден. Баланс, секој ден потребен. А сега пораки од нашите партнери, Имуно чајот на Good Nature представува микс од грижливо одбрани билки во комбинација со цинк за дневна поддршка на вашиот имунолошки систем. Цинкот е моќен минерал чие присуство во вашиот организам е неопходно за секојдневно нормално функционирање. Тој го поддржува имунолошкиот систем и ги заштитува клетките од оксидативен стрес. Со само една шолја чај внесувате 15% од препорачаното дневно внесување на цинк. Горење
прави вашите домашни оврски да бидат многу едноставни, горење, машините за перење со мокен инвертер мотор со 10 години гаранција, едноставно ќе го средат домашниот хаос со опцијата Fast Washing. Секоја програма за перење е побрза од било кога и перењето ќе трае пократко, а лиштата ќе бидат одлично испрани. Ваша задача е само да ги префрлите лиштата од корпата до машината, а се друго оставете го на горење. Утре е понеделник и сигурно и вие си ветивте дека од утре ќе почнете со вежбање како јас, но да не се лажеме, тоа е тешко. Има една добра работа за разлика од тоа што е тешко. А таа можеш лесно да ја правиш секој ден, а тоа е баланс. Секој ден е потребен баланс од Бимилк. Бидејќи тука се плејада на актери, големи актери кои дале се и огромен белек оставили во македонската култура, за да не одиме сега еден по еден. Чисто, ајде да се присетиме на неколку скечеви кои ви останале како лично вас во некое убаво фино сеќавање, па по пат ќе ги спомнеме сигурно. Може и неколку скечеви да одвоиме. Има многу. Први што ќе ви доаѓа. Кажам еден, што вас многу ве смеел. Го играа Мешко и Дади, па од време на време кога Мешко ќе беше запатен со Кате да играат во друг град, па јас упаѓав. Ние така бевме, семејство. Ние и ден денеска сме семејство, како Хихирико. Вика, во дома кај мене не сме никој да писне. Жена ми никако не сме да писне. Јас пискам. Се е кажано. Да, се е кажано. Да. Али Бешко имаше таков глас, ја не можам да Бешко имаше продорен глас за 10 души. Кога ќе го направеше тоа, јас пискам, ама како да публика паѓа. А меѓу другите исто и Чичко Емин Унџел, што сега тој беше и тонец, беше и не, он беше тонец, актер. запослен како тонец, ама бескрајно талентиран. Бог му дал. Добра, како дојде до тој да игра, се сеќавате, бидејќи се како Тонецов го ставаме сега во екипава? А ќе дојде другиот ќе снима, ако беше он да снима, ќе дојде другиот да снима, после го префрлија во друго студио, М6 горе го префрлија, за да можеме ние да снимаме тука долу. Така да, таа беше организација голема. Колку траја снимањата? Како одеа? Бидејќи ние го слушаме финалниот продукт во недела во 11, но претходно како оди? Некојаш и 2 дена сме снимале по 2-3 сати, значи ќе отидеме. Зависи од текстовите, зависи дали имаме песни да ги снимиме во живо заедно со оркестарот одело. Така да или на Карадак нема да му се допадне. Карадак никош не седеше во студио. За време на снимање? За време на снимање беше надвор, шеташе. И точно по звукот ќе освети и ќе влезе. Не, И ајде врати. Преснимувај. Да. Нешто не штима. А имаше во делбата на улоги, пример, како се делеа на имаше читање? Карадак. Не, Карадак. Си ги добивавте како не, Карадак список? Пише, да. Димче тоа, Мара каже, Попара тоа. Ќе дојдеме за проба и Карадак вика, тој тоа, овој тоа, тој тоа, така. Значи немало момент на оваа улога како ќе ми беше добра мене. Имало, сме сакале да играме, ама. Џабе. Џабе. Тоа ми кажува дека бидејќи сепак вие сте големи познати актери, нели, но сепак авторитетот на Карадак веројатно и нато. Ние сме деца и остануваме деца секојаш. Ние сме послушни деца во актерството. Так. Не може ти да бидеш над Илија Џувалековски или на... Ти можда ќе го поминеш во некоја улога, но ти мораш да го имаш почитувањето према него. Тоа е есенцијата. Апсолутно. Од тоа трга се. Затоа што си учел од него. А ако ти се заврти да не ти рече не може повеќе, не ти давам повеќе ука. Ова се чуре вредности што ги нема. Зашто овој ако му се заврти ќе рече ќе му кажам на татко ми. Не, младите сепак има и во нив. Ако ги негуваме вредностите, ќе има. А ако не ги вреднуваш, ќе биде ќе се влезе во еден просек во кој што нема враќање назад. Да те вратиме на некои стари времења, да се потсетиме на убави времења.
Имаме одбрано така случаен избор некои слики кои сега ќе ги пуштиме од режија една по една. Режија дај да видиме прва, па ќе одиме понатаму. Што гледаме на фотографија? Ова гледате, е во гримиорна. Диво месо. Таа представа. Да, и не знам, тоа ненад ја го крена прстот и заедно, ајде да се сликаме и така стана. Ова е пред саат и пол, скоро пред да се пресоблечеме во ова. Ајде ја стоеш вежбав, гледате како сум, не сега малку сум. И рокерски поздрав ова, метал поздрав. Не знам, Ненад го. Дали први сме ние нешто, не знам. Инаку подсетување, нели, се работи за жал прерано замината исто уште една легенда на Стојановски, актерство Ненад Стојановски. Ајде режија број 2 да видиме што имате извадено. Со другар ми, со бате Раде Шербеџија. Ова каде е? Во некој Драмски. Во Драмски ова бевме. Имаше некоја конференција за печат, не знам што беше. И дојде овамо, дела овамо да се сликаме и се сликавме. Има дружба кога доаѓа тука? О, како не? Обавезно. Тој Хамлет го играше. Баш Хамлет? Ние гостувавме, да, Хамлет. Во Југославија имаше 7 Хамлети. Се игра 7 Хамлети, меѓу кои беше Раде Шербеџија, Петар Краљ, од Словенија кој го игра. Од разни републики го игра, он беше врв. А која е најпредизвикувачка улога што сте имале по ваше видување онака? Не сум ја играл уште. За мене Ричард Трети најпредизвикувачка. Тоа би било така? Да. Сезона 15 тоа го е. Исто се сеќаваме. Кај е тука богатството на ликов што е толку? На ликот Ричард Трети е човекот кој што го држи мечот пред Лејди Ана и кажува дека него убил Маши, а он е глумец во суштина и затоа ме предизвика. Никој не ми ја дал таа улога. Јас си играм сам така. Се случува така? Не, се шегувам него. По дома си. Јас си кажувам, ама никој не рекол да. Во суштина јас многу скоро и да немам награда за комедија. Јас имам се за драмски улоги. Имате бајаги награди. Да, се за драмски улоги имам, немам за комедија. Така се животот е тој. Но има уште време. Имаме јас. Со алтернативен театар од Пишани секој ќе седне Маријановски ангел кој ќе седне да напише уште 10 текстови. Ангеловски Маријан, јас го викам Маријановски ангел. Уште една легенда. Ај, нека се сети публиката кој е ова детенце тука мало. Ова малечко? Да. Ајде да видиме. Кој? Мола? Кој? Не. Тоа е Муратоглу, Рубенс Муратоглу. Рубенс Муратовски. Така. Ова сме најпопуларни лица во Југославија. Значи некаква југословенска бубамара. Да, југословенска и Јоана Поповска, Бата Живојиноvić и јас. И тука ги добиваме тие. Го имам дома тоа. Па меѓу другите од детско драмско студио е и Рубенс. Да. Во случајов заради веројатно некоја представа, филм, што и да било. Да. Одиме режија следна слика да видиме. Ајде. Ова е со Јаневски, со Владо Јаневски, беше во театар. Многу сакаше да се дружи он со нас и доаѓаше од. И дојде вика ќе снимам нешто, викам ајде сликај ме и мене што само тите. И што викам имам јас играв. Тогаш игравме од Педро Калдерон де ла Барка, Животот е сон, и го играв таткото на Ненад ми играше син, и имав таа кај мене во шкафче имав, викам, ќе ти ја ставам тама, а јас ќе бидам како Арлекин, како нешто, и така е настаната во гримиорна, ова кај мене, во драмски. Во сите и во приватни слики или вака прави фаци?
Да, Кога? ето, по сопругата ја прашувам, да. Значи, немој да ја прашуваш нези. А ова не ги познавам овие. Овие госпоги? Не ги знам овие госпоги. Кои се? Мене ми се познати овие госпоги. Не ги знам овие Ова госпоги. Гоца и Ова е Гоца? и Благојка. Да, Благојка сум Аспарукова. Иначе во прва бев Чорова. Прв пат која играме, женски оркестар, играме во драмски. Да. Ричард Трети како улога што не сте имале, ама ето, добро, може би ќе имате. Која од досега играните улоги, без разлика дали на екран или на штиците што живо значат, која била најтешка за градење? Сите се тешки, ама по мене, затоа што се уште немав такво искуство, по мене Стефан од Диво месо. Каква е таа, да им доближиме на луѓето? Многу тешка улога беше. Јас сум отишол во кај 12 и Диво нешто. месо на Горан? На Горан Стефановски, режија Слободан Унковски, сум отишол дома кај него да му одиграм таа сцена во пред полноќ, да му одиграм затоа што не бев сигурен дали е тоа. И го разбудив Кај режисерот? Дома кај него. И жена му се разбудија. И ми одиграв. Сцената е вака, како што седите вие, така седе Илинка и тој. И јас ја играм тука. Се качувам на стол, така е и сцената. И слегов долу и седнав. И се чекам да ми каже. Ништо не ми каже. И викам, јас заглавив дупло. И викам, јас ке си одам. Филмко, тоа е. Ајде да се напиеме. Не, фала, пијан сум, викам, фала, довидување. Искуството што го имам сега, Добро. и значи и не значи. Во која смисла? Во смисла, тоа не е, како да кажам, асфалтирана улица по која што ти нема е чиста, секојаш не. Секојаш има некоја потешкотија, ќе има некоја дупка која што не ја знаеш, која што не си ја видел. Значи, трасата не ти е стално отворена тебе. Мораш да го пронајдеш тој кој што го играш. Мораш да го пронајдеш живко, некаде. Да биде со тебе, Добро, за да можеш да го пренесеш на публиката. И несигурноста е сосема природна, веројатно, во градењето на тој лиг. Апсолутно, бараш. Цело И не време знаеш бараш. баш што ќе фати. Као мравка си. Така. Мислиш дека мравката е неорганизирана, ама точно знае она кај оди и кај се враќа. И деталчиња се ловат од секојдневниот живот. Малку од комшијата, малку од некој на улица, нели, некој тик, некој движење, некој... Колку има. Така? Мора. Па добро, за да биде уверливо. За да биде уверливо. Спомнавте предходно, го прочитав тоа и во некој интервју. Отприлика како 90% или 99%? 99,9% е работа. А 0,1% е од Бога. До толку ли многу работа со односов? Мора, не може инаку. Не може инаку. Тоа не значи... и барем кај мене е така. Така, добро. Кај мене е така затоа што тоа што значи многу има 0,1% и може да го имаш од Бога, ама ако не работиш, бадијала Бог ти дал 0,1%. А исто е, го имаш 0,1%, а 99% не работиш, бадијала ти и тоа. Значи мора тие да се спојат да станат едно. Да влезат едно. Да влезе некој еквилибриум да се направи помеѓу. Апсолутно, иначе нема. Само што мене ми изненади тоа дека толку мал дел се става на талентот да го крстиме или од Бога што ти е дадено. Од Бога, или го имаш или го немаш. А работа мораш да имаш. Тоа не значи, бар ја така го разбирам, дека полно од вашите колеги лично ги сметате за многу поталентирани, можеби. Има, апсолутно. Така? Како не, да. Им се воскитувам, имате многу актери кои што, сега да не ги спомнувам, некој може Ајде вака да кажем, од помладите гледате ли кај некој сиров талент? Не знам, помлад актер. Па беше кај вас на Сашко? Со брада еден, да. Од Кима Кобо е. Сашко Коцев. Сиров талент? Апсолутно, роден е тој за тоа, нема, така, не. За некој работи му завидувам, викам, како го прави ова, Кумановац.
ајде да се видиме нешто, да направиме муавет, да пиеме кафенце. Ќе дојду, ќе виду. А Никола Ристановски, Владимир Јовановски, Тони Михајловски, Шанац. Од младите Дамјан Сеја Цветановски, да речеме. Така. Синот на... Да, на Владо Цветановски, режисерот. Има многу, дека ми извинат. Така. Игор Џамбазов, кумчево моје. Си беше... талент вака, истурено све, и да напише, и да отпее, и да отсвири. Тоа ретко се, тоа е 0-1 одгоре. Тоа е тој промилот. Му дал сегде тој промилот му го дал. Апропо ова да се надоврземе, ако би седнале со некој млад актер кој што најискрено, како човек кој што ве почитува легенда на актерството, бара неколку совети кои што треба да му бидат како постулат, како некој темел. Што ќе му кажете, пример, еве, за сите млади актери кои што сакаат тек да се запишат и на факултет и така натаму? Прво, јас ретко спремам за на факултет, на академија, ама ако е талентиран го спремам, ако има во него нешто го спремам, ако не одма му кажувам, нема. Многу е тешко ужасно. Е да се препознае тоа, ужасно. Не е тешко. Со моите години ги препознаваш. И многу ми е криво кога баш таков талентиран нема да го примат на факултет, затоа што и таму има некои виши сили некои. Има сега. Подземни води. Да. Така да и тоа е малку. Но подобро е да му кажете, затоа што во уметноста нема. Вие сте исправени пред публиката. Нема позади вас никој друг, нема тато, нема партија, нема книшка, нема ништо. Вие сте тој кој што треба да ја убедите публиката. Дека тоа што го играте и тоа што го правите е најдобро. Ајде да замислиме сцена кај што така некој тазе примен студент и слично ви вели, чоре, еден совет ако треба да ми дадеш. Не мора да значи дека тој совет е... Секојаш стојам на располагање. Ама кој би бил тој општ совет, како актер на актер? Пример, тоа може се што да биде. Ама чисто ме интересира што би одвоиле прво, ето, што ќе ви падне на памет. Тука е што јас не можам да одвојам, него гледам дали тој што е тоа станал така или вака. Тоа е најважното, значи. Апсолутно. Нема лага, нас се наизлегувате, нема лага тука. Која представа сега да би ви кажал некој, можете да ја одиграте цела? Односно улога во некоја представа. Тоа јас не можам, искрено да кажам, не можам, но мојот кум, почесто кога игравме со него, и го возев јас до дома, да не вози он, и ќе ми фрли еден текст, и еден текст го видел 28 година, пишува на него 28 година, одма цел монолог го кажува. Вика, гледај, прати да видиш. Јас тоа не можам. За мене, можда кога ќе се навратиме пак на тоа да ја правиме представата, јас ќе барам некои добри работи кои што сме ги правеле претходно во тоа, но никогаш не го правам исто. Ништо не е во животот, и сега не е исто. После да го повториме. Не може. Еве да го повториме, нема. Нема ни движењето да биде исто. И муабетите. Не, да. Се ќе биде различно. Да. Помнавме низ ово интервју многу актери, колеги, режисери и така натаму кои за жал порано подоцна заминале на оној свет, не се веќе меѓу нас. И сигурен сум дека многу сите тие ви не достигаат. Апсолутно. Има ли некоја посебна дружба која посебно боли што не постои, посебна чаша ракија со некој што не се пие веќе или чаша пиво? Со сите исто, но да речеме, ние во таа генерација бевме, мето замина многу чудно, како природа. Сам, дома. Не е едноставно да се... Знаете како? Постојат пријатели кои што ти остануваат, се додека си ти жив, ти остануваат во твоите сеќавања. Тоа не мора да значи дека секој дневно ќе се сеќаваш на нив.
Но родителите исто ти не достигаат. Јас мајка ми кога почина не можам да одам на погреби. Нешто се скрши кај мене и не можам тоа да го правам. И се извинувам пред време на луѓето кои што не се убави тие. Со сите си бил, како да кажам, со сите си бил брат. Си делел парче неб. Си делел кревет студентски. Мензите си ги делел заедно со нив. И добро и лошо. Апсолутно. Си давал, си земал, ти давале, Па на ти крај земале. сите тие луѓе со кои што нели сме поминале моменти така натаму во огромна мера и не обликувале и нас и она што сме денес. Да, да. Ние без нив немало да бидеме тоа. Да. Ке сме биле нешто сосема друго. Да. Така да на крај на денот со губење, да речам, на нив, ние баш губиме парче од себе си. Дел од себе си губиме, но добро, тоа е веќе свесно. Знаеш дека губиш нешто кое си го имал со него, зашто ти станал многу близок, ти станал брат, ти станал другар, ти станал татко од постарите актери, да речеме, или актерки, мајка ти станал. Тоа се природата не создала нас актерите да можеме да имаме можда едно малечко окце тука кое што некои нешта кај обичниот човек, без да ги навредувам, не го имаат. Не имаме моќ на запазување на нештата, точно да ги видиме она што некаде ќе го одиграм во таа улога. Да речеме, јас болва во уво, не можев да го најдам карактер. Ликот. Ликот, да. Затоа што е тој пишан на кажам, така е напишано од Фејдо. А мене Стево Спасовски ми помогна, имавме еден сценски работник, Чичко Славе, кој што имаше природна мана. И вика, чуре, зашо ти не, Стево Спасовски, на Драган Спасов, татко му. Чуре, зашо не направиш како Славе? И јас на проба го направив. И како го направите? Господјо, што мислите вие дека јас сум друг? Не, и од тука стана ликот. Тој мал фелер, видиш, ми го кажа он, многу честно, многу поштено. Можеш ти да не го каже, нели? Ние немаме љубомора меѓу актерите. Се уште немаме. Добро, со една возвишена цел. Представата да биде подобра. Тоа е цел. Да, тоа е цел. Се што ќе ја направи подобра, тоа е тоа. Тоа е право братство. Друго е, филмот е веќе друга, друга уметност. Друга, можеш да вратиш 10 пати, 50 пати да вратиш, додека на режисерот не му стане дека тоа е тоа, да се вклопи во кадарот. Во театарот е тогаш, сега, во тој момент, нема враќање назад. Така е. Огромна чест уште еднаш што си направивме вака подлабок муавет. Ви посакувам, Чоре, многу здравје, многу среќа, уште многу весели моменти со сопругата која секогаш не дружи на снимањата и која многу ја поздравувам исто така. Се разбира, знаеме дека тука протоколот е да си заминеме со најдоброто од Македонија, Good Nature чаевите. Имаме и од Прилепска пиварница најдоброто Златен да пиво. Се гледаме во следна прилика. Да. Со среќа со среќен мртовец. Да, среќен мртовец. Така, па здравје Боже во сезона 17-18 пак со некоја нова премиера. Па ништо чудно. Ќе се видиме сигурно. Ќе го стимулираме Ангеловски Маријан да пишува. Направи нешто ново. Да, ние ќе... А Бога ми тој ум има што да даде. Да, има. Се разбира. Се гледа. Дами и господа, Благоја Чоревски.
За крај, една информација дека EcoMac е првата македонска апликација чија цел е поттик на совесно рециклирање, овозможувајќи им на корисниците да собираат поени и да ги користат поените во маркети како ваучери. Симнете си ја EcoMac апликацијата и бидете совесни, селектирајте отпад. Толку од нас се гледаме следната недела, се разбира 18:30 на Канал 5, се гледаме на YouTube или на репризните изданија на Канал 5, како сакате до тогаш. Бидете живи, здрави, среќни и весели. Ви благодарам публико и благодарам и ваш што бевте тука. Се гледаме пак. Чао!